Kога se ima trpenje i ljubav, togaž može da se napravi i nevozможно to, дури оаза на бонсаи среде урбаниот асфалт. Тоа му успеало на штипјанецот Мите Гацов, кој веќе 15 години се занимава со производство на бонсаи. А се почнало случајно како резултат на неговата желба да се има парче природа во својот дом. Сакав да се занимавам со да бидам близко до природата, а со малку работа, али пак да имам многу дрвца. Многу природа околу мене и така, малку по малку и така дојде до малку повише дрвца. Кога ќе се каже бонсаи, луѓето замислуваат одреден специфичен вид на дрво, но бонсаи всушност значи нешто сосема друго. Бон значи дрво и саи без саксија, значи дрво во саксија, а бонсаи може да се направи од секое дрво, буквално секое дрво. Јас тука имам габер. Габерот кај нас го има многу и најубав бонсаи за кај нас од габер. Габер, брес, елка, бор и сите други растенија, кајсија, слива, јабука. За да се произведе едно бонсаи потребно е многу трпение и посветеност, бидејќи убавината бара и многу внимание. Може бонсаи да биде од расат, од мало коренче или од семка. Ти го посадиш и полека тие се многу полесно. Како сакаш така може да го оформиш. Али после од 3 до 5 години од гледување тоа може да заличи на бонсаи. Другите бонсаи од природа. Не дека што оде стока, они ги јаде од озгоре, тие се закрвжени, не може да растат и јас ги извадам, ги пресадам во и тоа е малку многу тешка работа и за преседувањето од природа во саксија. Но за едно дрво да биде бонсаи, освен што треба да е мало, тоа мора да изгледа специфично, што се постигнува со вадење на кореновиот систем надвор. Со подигање на корените и со кроење на самата крошна го оформуваш бонсајето. Треба да се усогласи корениот систем со лисната маса за да делува така равномерно, усогласено едно со друго. За 15 години колку што се занимава со оваа работа, Мите направил стотици бонсаи. Дневно со нив поминува по неколку часови, што во грижа за нив, што во уживање со нив. Речиси од ништо создал мал цветен рај од бонсаи надополнет со голем број видови кактуси. Вистинско уживање за очи, но и за душа.